Вечерва во ова издание, односно во ова вклучување од пред собранието, моја гостинка е пратеничката Ивана Туфекџиќ од независната пратеничка од листата на СДСМ. Ивана, добре да ти благодарам што ја прифати поканата. Доколку може да ми дозволиш да се пофалам малце, Еден ТВ беше телевизијата која што ексклузивно ја објави информацијата дека вчера во текот на денот се собрани потребните гласови за да поминат овие, односно да помине иницијативата за отварање на уставот. Меѓутоа гласањето се случи речиси пред полноќ, односно во доцните вечерни часови. Дали таа неизвестност траеше во текот на целиот ден или пак бевте сигурни дека сосема ќе биде изгласано, бидејќи втората опција беа избори? Добро вечер, најпрво ви благодарам на поканата. Чест ми е што гостувам на вашата телевизија. Значи, во текот вчерашниот ден беше прилично драматичен, меѓу другото и за граѓаните на Република Македонија и за пратениците и за сите кои што го следеа овој процес. Меѓутоа не би бил историски ако не би бил драматичен. Немавме неизвестност, се работеше на тоа да се соочува колегите со притисоци и кои што беа комплетно непотребни од раководството на ВМРО ДПМН. Таквиот тип на притисоци се недозволиви врз било кој пратеник, без разлика од која листа доаѓа, бидејќи нашиот мандат е слободен, ние можеме да одлучуваме по сопствено убедување. На крајот, сепак, одлуката за отварање на уставот практично помина со 80 пратеници, односно со потребното двотретинско мнозинство кое е потребно по устав. Да, ги спомна притисоците и бевме сведоци дека ВМРО ДПМН во текот на целиот ден соопштуваше дека биле нудени и пари дури, а на крајот Мицковски на полноќ точно одржа пресконференција во која што соопшти дека ги исклучува од партијата овие пратеници кои што гласаа за. Меѓутоа неговата реторика не беше воопшто наивна. Како вие како пратеници од мнозинството ја протолкувавте оваа негова реторика и одлука да ги исклучи од партијата? Јас можам да кажам дека најпрви непоразително да генерален секретар на политичка партија, која што себе си се представува како најголемата опозициона партија, што всушност е и така, да излезе и да зборува како на надавање, тоа апсолутно е неточно и е во најмала рака срамно спрема било кој пратеник во собранието на Република Македонија да било која политичка партија излегува со едно такво срамно лажење и манипулирање на целата јавност преку лицитации. Тоа е едниот момент. Вториот момент е околу пресконференцијата на Христијан Мицковски. Јас лично сметам дека тоа беше срамна пресконференција, која што укажуваше на сериозен гнев негов кон дел од пратениците на ВМРО ДПМН, кои што всушност сите пратеници, особено пратеничката група на ВМРО ДПМН, токму неговиот калкулирачки став, неговото немање на став во клучни моменти во историјата на Република Македонија, доведе до тоа да се случува тоа што се случува, дополнително и изложувањето на притисоци кои што се недозволиви. Јас се надевам дека од сето она кое што ни се случи синоќа, сега имаме долг пат пред нас, тоа беше еден сериозен, многу важен чекор, меѓутоа сега имаме долг пат пред нас. Она што е важна лекција која што меѓу другото во целиот овој процес треба да се научи е дека собранието на Република Македонија и парламентот мора да конечно стане институција во која што се зборува, во која што се решаваат проблемите, во која што пратениците одлучуваат, бидејќи таквиот тип на закани, условно речено, кои што вчера Христијан Мицковски ги испрати на срамна пресконференција полноќна, се недозволиви во една нормална демократска земја. Така, и само за крај, бидејќи дали вие како пратеници од мнозинството вчера пред гласањето очекувавте пратениците од ВМРО ДПМН да станат и да се оделат од оние 7-8 пратеници кои што ќе гласаат и на тој начин да се сепарираат на вистина од нив и притисокот врз овие пратеници на вистина очигледен, а тие ќе бидат потребни и за затварање на уставните промени. Како понатаму тие ќе делуваат во собранието во однос на мнозинството? Значи, јас лично можам да кажам, не го очекував тој момент, кој што за мене не беше воопшто убав еден призор. Ова беше на шоу, да? Ето, да. Меѓутоа, она што како ќе делуваат сега ќе мора да ги прашате. Меѓутоа сега во овој момент е почнат процесот.
за следната фаза на нацрт амандманите и потоа предлог амандманите, кои што на крај, значи имаме уште 2 гласања и последното за има барања, дали усвојување. во меѓувреме тие нивни барања ќе ги исполните за да можете и да го затворите со нивните гласови? Веќе денеска гледам дека и експерти почнаа да ги толкуваат барањата и да разговараат за тие се, верувам дека апсолутно и прифатливи, и сега се отвара еден процес во кој што во собранието заедно со владата како предлагач ќе се пишуваат нацрт амандманите на уставот и за понатаму да тоа тече процедурално. Јас сум убедена дека повеќето пратеници од ВМРО-ДПМН ќе се придружат на крај кон затварањето на целиот овој процес. Дури оние кои што не гласаат за отварање. Дури и оние кои што не гласаат, затоа што јас сум убедена дека сите цврсто веруваат и сите ние всушност цврсто веруваме дека ова е единствениот пат и ова е единствената алтернатива за Македонија за да тргне кон ЕУ и НАТО. Така, Ивана, ти благодарам за овие коментари и се гледаме во некоја друга прилика. Ордановски, да, тоа беше накратко анализата на пратеничката Ивана Туфекџиќ.